Небесните палати на Свети Тома. Чита Александар Станојков. По вознесувањето Христово сите апостоли оделе по селата и градоите да проповедуваат Христосовите чудеси и Неговото воскресение. Свети апостол Тома и тој отишол во некое далечно царство да го проповедува Христа. Луѓето од тоа царство не верувале за на другиот век и биле од мерата надвор скржај. На сиромав човек една скршана не даале, нити еден залак хлеб не даале. Одејќи апостол Тома во царскиот град, се покажал за Мендис чунки, тој бил и мајстор. Си закачил една тесла за појаси, шетајќи низ град го викале луѓе да му работи арно, ама тој му велел, оти не е прост мајстор, ами прв Мендис што можел да направи од царските сари 300 пати поубави. Од збор на збор му дошол зборо на царов уши, оти дошол од некое далечно место, некој многу учен Мендис. Прати луѓе царот да го најдат апостоло и да му го донесат. Го нашле и му го донесле. Се запознале и го прашал царо: вистина си бил ти прв Мендис што си можел да направиш поубави од мојве сареи? Вистина сум прв Мендис, честити царе, а можам да направам 300.000 пати поубави од твоје сареи, како со рака неватени, што и немал по целата земја. Само и само, а ако не жалиш пари и ако ми даиш азното во моји раци, намелце 3 години време. Која е чул тие збори царот Тома, на драго срце му и даде клучеите од азното и по некој ден отидоа на местото кај што сакаше царо да се прави сарајо. Зеде Тома аршино, го измери местото, му удри колјето и се осигури царо, оти ќе му и направи сарајо Тома како што му се нафатил. Сопрво Тома кладе аргати да го копаат темело и тој награбал пари од азното и тргнал по селата да купува ѓоазајре, камења и друго. Ни камење купуваше, ни друго, ами Христа го проповедуваше и пари на сиромасите му даваше. На кого куќурка му праеше, кому крава му купуваше, кому овци му купуваше. Со еден збор, кој сиромов за која најголема нужда имаше. Темелите се ископаа и месеци помина и уште камење не беа донесле. А пак азното се туку се празнело и никакви камења, вари и друго што треба не беше се донесло. Го викнал царо еден ден Тома и го прашал, оти не носи зајре да го прави сарајо. Со трпение, честити царе, со трпение, ќе дојде денот кога ќе го видиш сарајо, како со рака нефатен и од живи камења направен. Ете сега кај одам по селата и барам мадими за живи камење, за да приготвам за сарајо да го правам. Со стотици луѓе кај капарам за да и делкаат тие камења. За таков чуден сарај, честити царе, не втасуваат 3 години, ами и 13 нека поминат, само и само да се направи како што треба. И така секогаш го кандисувал свети апостол Тома царо, дури го раздал целото азно по сиромаси и со стотини луѓе покрастил и го просил святото име Христово и увери тамошните луѓе оти има друг век и второ воскресение. Со еден збор и направил сите луѓе рисјани и да не бидат немилостливи и скржаи, за да прават милостиње на сиромасите. Дојдаа 3 години, азното се сврши и ниту едно камче не беше се донесло на местото. Тога и дури царо беше се уверил оти Тома го излагал, само и само да му го плени азното. Страшно беше се налутил царо и пратил луѓе да го врзат со рацете опоку и му го донесат при него да го праша, оти не го прави сарајо. Го донесле пред царот Тома врзан и скочил на нозе царо и, као што беше се налутил, сакал да го отепа, ама го измолиле мезличу да не го отепо наеднаш, ами прво да го праша што го стори азното, да после колај било да го отепаат. Каму зајре да донесиш бре Арамија што ми го плени азното? Со голема лутина му рекол царо на Тома. Еве 3 години поминаат кога се нафати да го правиш, но камче не си ми донесол. Кажи ти сега ќе те отепам. Со трпение, честити царе, со трпение, цареот ти е готов. Која е чул царот тие збори, уште поеќе беше се налутил и го бутурисал од пред него, та заповедал да го клаат во темна зандана со тешки тумруци и синџири. Спиејќи ноќта царо, дошол ангел Божи и му ја зел душата на царо, та му ја однесол на тој век пред еден чудотворен сарај и таму го пречекал свети апостол Тома, та го зел за рака и го разнесол по сите одаи низ сарајот.
И тамо му се јавил Ристос, та го прашал царата го: како честити царе, те бендисува царе, што ти го направи мој апостол Тома? Ме бендисува, Господи, ме преку бендисува. Само ќе те молат ме прости што го бутурисав и во тумбурци го кладов Тома слугата твој. Ако се крстиш, простен ќе бидеш, му рекол Ристос. Едно се разбудил царо од сон, го пуштил свети апостол Тома и се крстил и со голема надежда чекаше да умри и да си оди во Сарео со рака што не беше направен. И на Тома голема чест му направија и ден денеска му прават.